Добре дојдовте во темата на неделата. Вакцински национализам. Вака директорот на Светската здравствена организација Тедрос Гебрејезус ја нарече актуелната трка по вакцини против COVID-19. Каде е проблемот? Неколку вакцини против коронавирус се одобрени во светот и во повеќе држави почна вакцинацијата, главно на најзагрозените категории. Но вакцини нема доволно. Некои земји можеби ќе ги чекаат до напролет. Фармацевските компании не можат да постигнат со производство и испорака, а богатите држави ги купуваат скоро сите расположливи дози. Системот COVAX за праведно распоредување на вакцините за сите преку Светската здравствена организација засега не функционира. Vaccine nationalism hurts us all and is self-defeating. Трката по набавка на вакцини против COVID-19 во светот покажува дека и во услови на пандемија богатите и моќните земји се во предност. Шефот на Светската здравствена организација изјави дека постои јасен проблем. Rich countries have bought up the majority of the supply of multiple vaccines. Now, we're also seeing both high and middle-income countries that are part of COVAX making additional bilateral deals. This potentially bumps up the price for everyone and means high-risk people in the poorest and most marginalized countries don't get the vaccine. Тој ги повика државите и производителите на вакцини да престанат да прават билатерални договори и дистрибуцијата да оди преку системот COVAX. Но апелите на Гебрејезус не помагаат. Европската унија соопшти дека постигнала договор со Pfizer и BioNTech за 300 милиони дополнителни дози од нивната вакцина. Но поради големите нарачки, фармацевските компании, чии вакцини се одобрени, не можат да постигнат. Pfizer доцни со испораката на нарачката за Европската унија, а некои европски држави оценија дека тоа е недозволиво и оти целиот процес на вакцинирање е доведен во прашање. I immediately called the CEO of Pfizer and he explained that there is a production delay in the next weeks, but he reassured me that all guaranteed doses of the first quarter will be delivered in the first quarter. Но и во рамките на Европската унија вакцинирањето не се одвива со исто темпо во сите држави. Во Бугарија на крајот на декември започна вакцинирањето со вакцините на Pfizer, а досега се вакцинирани околу 20.000 луѓе. Во минатата недела започна вакцинирањето и со вакцините на Модерна, но стигнаа само околу 2.500 дози. Бугарија треба да добие околу 1.000.000 дози од Pfizer и 500.000 од Модерна до крајот на јули, што е доволно само за 10% од популацијата. Во Албанија, која не е членка на Европската унија, вакцинирањето започна во минатата недела со вакцини од Pfizer. Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека набавиле 500.000 дози. We are part of COVAX, but COVAX was not there and is not clear when it will start to function. And thankfully we didn't wait for COVAX. We moved on in bilateral relations with Pfizer and with several other friendly countries. And so we can start now with everyone without waiting for COVAX or without waiting for EU. Србија пак отиде уште подалеку. Набавува вакцини од Pfizer, од Русија вакцината Спутник, но и од кинески Sinopharm. Само од Sinopharm Србија би требало да добие околу 1.000.000 дози. Првите пратки веќе пристигнаа и во теке вакцинација. Представник на Светската здравствена организација изјави дека дистрибуцијата на вакцини за сиромашните земји би можела да започне од наредниот месец, но нема детали. Како и да е, јасно е дека глобалната масовна вакцинација на населението во светот ќе трае до крајот на годинава, а некаде можеби и подоцна.
Во регионот на Западен Балкан, како што видовме, вакцинирањето почна само во Србија и во Албанија. Македонија, Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора немаат вакцини. Овие земји чекаат на помош од некој од пријателските или соседни држави, а кога ќе стигне ветената помош од Европската Унија за вакцини, не се знае. Првите дози вакцини против COVID-19 од компанијата Pfizer и COVAX механизмот треба да пристигнат во земјата следниот месец, а надлежните уверуваат дека здравствениот систем е подготвен за вакцинација. Оттаму додаваат дека вакцините преку системот за солидарност не се стигнати се уште, бидејќи земјите кои требало да ни дадат од своите вакцини не ја добиле нарачаната количина. Според најавите, Македонија би требало да добие вакцини од Австрија, Полска, Бугарија, Грција, Србија. Во тек е и постапката на подпишување договор за 800.000 вакцини од Pfizer, кои ќе пристигнат во земјава во текот на оваа година, а ќе бидат доволни за 400.000 граѓани. Граѓаните нема да можат да бираат која вакцина ќе ја примаат, но здравствените власти уверуваат дека сите вакцини ќе бидат безбедни и проверени. Сите вакцини кои што ќе ги донесеме во нашата земја ќе бидат соодветно сертифицирани и безбедни за апликација. Така да не гледам никаква разлика помеѓу вакцините кои што ги очекуваме да стигнат и во таа смисла мислам дека согласно планот за дистрибуција ќе биде направен планот и за апликација. И додека некои анкети за тоа колкав процент од граѓаните планираат да се вакцинираат, покажуваат речиси изедначен сооднос меѓу оние кои ќе ја примаат и тие кои нема да се вакцинираат, младите немаат дилема дека вакцините се првиот чекор кон враќање во нормалниот живот. COVID-19 може да остави сериозни и животно загрозувачки последици, а никој од нас не знае каков ќе биде исходот од болеста доколку заболи, па како резултат на тоа ја потенцирам важноста на вакцинацијата за да бидеме одговорни према нашето здравје, а и воедно и према јавното здравје. Секако дека ќе се вакцинирам, постојат повеќе видови на вакцини, развиени од повеќе компании, сите одобрени од легитимни научни и регулаторни тела. Ако сакаме оваа пандемија да заврши, единствениот чекор и лек за ова е вакцината. Председателката на Националниот комитет за имунизација, професор Александра Грозданова, вели дека вакцинирањето ќе оди етапно и дека во првата фаза се прават проценки на човечките капацитети со цел да се утврди дали ќе има потреба од вклучување на дополнителни лекари во целиот процес, како и на физичкиот капацитет за складирање на вакцините. Една од теориите е дека работоспособното население треба побрзо да биде вратено во функција преку вакцинацијата, односно да може да се заштити. Меѓутоа, сепак од етички и научен аспект се заштитуваат првенствено оние кои што се најранлива група, а тоа се хронично болните и пациентите, односно популацијата над 65 години. Грозданова додава дека приоритет ќе бидат и сите здравствени работници кои работат во ковид центрите или се директно изложени или работат со заболени или суспектни. Во меѓувреме, бројот на заразени од коронавирусот се намалува, а намалување бележи и бројот на хоспитализирани пациенти во ковид центрите. Дел од стручната јавност пак посочува дека кај нас веќе околу половина од населението практично имало контакт со вирусот и дека ние всушност на природен начин се справуваме со епидемијата. Тоа беше се во оваа емисија посветена на недостигот од вакцини против COVID-19, главно за посиромашните држави. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.